Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје, нова тема, нови 40 на минути заедничко дружење со вас. Ја посветуваме повторно на сите гледачи кои што во моментов не следат, имаат некакви дилеми или прашања за терапијата која што примаат, комбинациите кои што ги имаат во терапијата, дополнителната суплементација и веќе претпоставувате дека во студиото гостинка ни е фармацевтот Билјана Божиновска-Допјачанец, магистер по фармација, менаџер на аптеки ДНА Анифарм во населба Хром, Капитол Мол, а од сега и во Джевахир Мол. Добро утро, Билјана, добре ни дојде. Добро утро, Билјана, и благодарам за поканата. Така, вака кратко го најави сето ова, бидејќи имаме успешна и долгогодишна соработка, еднаш месечно сме секогаш заедно во студиото, се во служба на нашите гледачи кои што во моментот не успеале ништо да прашаат околу нивната терапија, а сакаат да се обратат до фармацевт, па ние еднаш месечно им ја даваме таа можност. Ги отвораме и телефонските линии, ние ќе си ја обработуваме темата за аптекарската здравствена заштита, важноста и улогата на фармацевтот, за смарт фармацевт кој што редовно, континуирано, секоја година го организирате, а ќе продолжите така и понатаму, но на почеток, барем кратко пред првиот блок реклами, зошто е важно да зборуваме за улогата и важноста на фармацевтот? Фармацевтот е примерен здравствен работник, а во основа добро здравство значи јака примерна здравствена заштита, што значи дека фармацевтите заедно со матичните и семејните лекари се примерни здравствени работници кои што доколку добро соработуваат меѓусебно, имаат добра комуникација, ќе направат соодветна, најдобра терапија за својот пациент и едноставно затоа велиме фармацевтите се оние кои што се во првите борбени редови, каде што пациентите најчесто доаѓаат во делот на советување и правилното навремено препознавање на симптомите, навремената дијагноза, превентивните мерки, јавноздравствените кампањи се токму во рацете и моките на самите фармацевти. И затоа преку Смарт проектот постојано повикуваме на дека континуираната едукација како е потребна за нашите колеги, а од друга страна пак повикуваме и до институциите дека треба да се погледа мокта и важноста на фармацевтите за да можеме да помогнеме во правилниот менеджмент на терапија за пациентите. Бидејќи фармацевтот е дел од тој мултидисциплинарен тим за добро управување со терапијата кај пациентите. Така е. И фармацевтот дефинитивно е во идеална позиција да ги препознае сите оние опасности од самолекување, полифармација, односно земање на голем број лекови, едноставно преку правилното советување и информирање на матичните лекари, едноставно да пружи соодветна грижа за пациентите. Довербата од пациентите е дадена кај нас фармацевтите. Тоа што пациентите постојано се враќаат во нашите аптеки е доволен доказ дека тие имаат целосна доверба во препораките кои што ги даваме. Меѓутоа, она што ние го работиме како услуга и како здравствена заштита, немаме каде да го документираме и на некој начин се што не е документирано, исто како да не е сработено. И затоа секогаш велиме дека потребно институциите да ги погледнат моките и жилбите на нас фармацевтите, дека можеме многу повеќе за пациентите, затоа што професијата е хумана и ако постоиме тука за пациентите, потребно е секако заеднички да работиме. Така и колку повеќе сте и посветени и активни на организирање на вакви симпозиуми и други настани, веројатно сето тоа ќе допре до надлежните кои што треба да го слушнат нештото за да тоа истото се спроведе и во пракса. Секако се надевам, затоа што како велиме, надежта е таа што последно умира. Така. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, следете не до самиот крај и секако повторно ве поканувам да се јавите, да поставите прашање за она што во моментот го имате како здравствен проблем или пак еве конкретно дали правилно и добро ја користите терапијата за одредена хронична состојба која што ја имате. Со Билјана Божиновска-Допјачанец, магистер фармацевт, менаџер на аптеки ДНА Анифарм во населба Хром, Капитол Мол и во Джевахир Мол, зборуваме за важноста улогата на фармацевтот за аптекарската здравствена заштита и ред други нешта кои што ќе ги опфатиме во текот на денешниот разговор. Билјана, точно еден ден пред одржувањето на Смарт фармацевт симпозиумот, четвртиот симпозиум, беше подпишан меморандум со Американската фармацевска асоциација,
а од наша страна со Сдруженијето на приватни аптеки на Македонија и Фармацевската комора. Што значи подпишувањето на овој меморандум? Така, овој меморандум значи воведувањето и активно вклучувањето на светските протоколи за фармацевска грижа од страна на фармацевтите во Македонија. И она кое што велиме дека меморандумот секако за да заживе овој тип на соработка, дефинитивно ни е потребен еден континуиран принцип на едукација кој што го нуди смарт проектот. Еднаш во годината правиме симпозиум на различна тема и понатаму преку мали работилници правиме колку е можно повеќе наши колеги кои што не биле во можност да дојдат на симпозиумот, понатаму да ја пренесиме, значи, информацијата до секој фармацевт поединечно. Зошто е тоа важно? Работилниците ги работиме заедно со Центарот за семејна медицина, со доктор Катерина Ставрич, каде што на едно место фармацевтите и лекарите ги користат практичните алатки во препознавањето на симптомите за рано диагностицирање, правилната интервенција од страна на фармацевтите, потребната комуникација помеѓу нас и докторите и она што е важно, како да ги охрабриме пациентите, заради тоа што ние работиме заедно во интерес на пациентите, да се придржуваат кон својата терапија, да едноставно редовно ги прават своите контроли кога станува збор за хронични болести и секако она што е битно да ги отфрлиме сите стигми во однос на заболувањата. Затоа што стравот и стигмите кај пациентите се она кои што најчесто се подложни пациентите кон самолекување и промени во терапијата. Секогаш велиме дека само заедно доколку делуваме како примарни здравствени работници можеме многу повеќе за своите пациенти. И секогаш вели смарт проектот: не сме ексклузивни, колеги, бидете инклузивни, вклучете што е можно повеќе професионалци не само од страна на фармацевтите, туку повеќе професионалци од сите здравствени работници, заради тоа што на тој начин ќе се види колку можеме повеќе да придонесеме преку тие мултидисциплинарни активности за своите пациенти. Така. Рековте дека беа презентирани на симпозиумот и случаи од пракса, она што од едниот до другиот така се работело фармацевтите заедно со матичните лекари. Што покажуваа некои од тие посветени на управување на терапијата за хипертензија, односно висок крвен притисок, обезност, дебелина и дислипидемија. Така. Третиот смарт симпозиум кој што се одржа во март месец оваа година беше на токму темата хипертензија, дислипидемија и обезност, и разликата од смарт проектот е тоа што велиме научи денес, примени утре. Значи се она што ќе го земеме и научиме како протоколи, веднаш од следниот ден го применуваме во нашата практика и заради тоа колегите беа охрабрени да своите случаи од пракса на управување со терапијата да првенствено се поврзат со своите матични лекари, најблиску што се во нивната околина, кога ќе увидат пациент на кој што му е потребна фармацевска помош, односно лекарска грижа, заради тоа што имаме неефикасност во терапијата или имаме одреден несакан ефект или интеракција. Моментот на комуникација, за жал, се уште ја го правиме преку телефонски разговори, преку лични контакти со матичните лекари и правиме на некој начин ревизија на се она што пациентот внесува во терапија. На овој смарт симпозиум беа презентирани 10 практични случаеви од пракса кои што нашите колеги ги сработиле, а морам да се пофалам дека во рок од 7 месеци се сработени вкупно 495 случаи од пракса, затоа што секој колега фармацевт требаше да сработи најмалку 5 случаи од пракса за да добие сертификат, подпишан од страна на Американската фармацевска асоциација и Фармаексперт, истовремено беџ смарт фармацевт кој што на некој начин претставува сатисфакција и на некој начин препознавање дека тој фармацевт треба да продолжи со својата континуирана работа и усовршување, затоа што само преку нашето реално делување во пракса можеме да покажеме колку сме важни во овој здравствен систем. И секако она што велиме, тука видовме многу убави комуникации во кои што направија нашите колеги фармацевти во координација со матичните лекари, стоп на одредена терапија за која што гледаме дека е неефикасна или дава некој несакан ефект или интеракција, старт на лек кој што има помалку несакани ефекти, дури имавме стопирање на 2 или 3 лека и замена со фиксно дозни комбинации на лекови,
што многу помага ке пациентите, бидејќи некој што требало да зема 3 таблетки во текот на денот, сега преку една таблетка го постигнуваме ефектот и го намалуваме несаканиот ефект од лековите. И истовремено беа дури стопирани голем број на додатоци во исхрана кои што пациентите ги земале на своја рака, а додадени она што навистина им е потребно на тие пациенти. Пациентите се следат, значи не е само ние сме направиле проценка, сме направиле план, ние имаме и дадени таргет цели. Ако карикирам на пациентот притисокот му бил 160 со 100, ние велиме дека треба пациентот редовно да го мери притисокот со новата терапија препишана од лекари, препораките кои што се дадени заедно со фармацевтите и за 7 дена повторно да се јави во аптека. Значи, евалуацијата и водењето на пациентот се случува во аптеката, затоа што со денешното електронско препишување на рецептите, пациентот можеби на секој трет месец ќе појде кај лекарот, а при тоа не му е контролирана болеста. Ама фармацевтот мора секој месец да го види својот пациент, зашто пациентот месечно мора да ја подигне терапијата, што значи дека посетата во аптека е многу почести и фармацевтот е во идеална позиција да ги забележи сите несоодветни третмани кај пациентите. И токму ова евалуација за 7, а кај некои колеги имавме направена контрола и по 14 дена, гледаме дека таргет целите кои што се поставени кај пациентите, 80% од нив ги имаат постигнато, токму благодарение на ова заемно поврзување и комуницирање со матичните лекари, ревизија на терапијата и на крајот промената на терапијата која што ефектира со добри резултати. Така, тоа е тој заеднички мултидисциплинарен тим што велиме, така? Да, така. Сега се овој смарт фармацевт заврши, ама доследниот, така, повторно ќе имате вакви активности, така, веројатно посветено на некоја друга тема, така и така. Тие случаи во пракса да бидат и таму прикажани. Активностите мора да продолжат. Она што ние многу често имаме на овие симпозиуми, ние имаме огромна мотивација, но таа мотивација мора да премине во една дисциплина на континуирана работа за рецепторите. Што значи дека овие случаи од пракса ние ги прикажавме пред голем број други колеги кои што ги немаа сработено. Искрено се надеваме дека ќе бидат мотив плюс ќе биде и за нив, така да го мотивација и да тие почнат да се вклучуваат во ваква активна клиничка активност со страна на фармацевтот и на тој начин фармацевтите да бидат препознаени. И секогаш велиме дека колку сме повеќе, колку повеќе можеме со факти да зборуваме, затоа што многу често и сме прашани дали она што го работите можете да го измериме колку ќе помогне во здравствениот систем, затоа што на крајот од денот е се статистика. Да, ние ќе дадеме услуга, меѓутоа таа услуга колку ќе му помогне на пациентот. И затоа велиме ние мораме со факти да излегуваме, не само со празни зборови и ветувања, како што многу често се случува, а едно од тие факти е публикацијата, која што фармацевтите, смарт фармацевтите ја направија во 2025 година. Публикацијата излезе некаде почетокот на август месец, а се заснува на она работа каде што за 14.11.24 година 98 аптеки низ цела Македонија само во еден ден правеа контрола и мерење на шеќерот на пациентите кои што доаѓа во аптека. Преку оваа публикација покажавме дека само во еден ден беа измерени 1058 пациенти, од кои што голем дел од нив беа веќе со дијагностициран дијабет тип 1 или тип 2, и токму од тие пациенти некаде околу 54% беа со неконтролиран шеќер, што е поразително и зборува дека пациентите кои што се дијагностицирани, се со терапија, имаат недобро регулиран шеќер. Ова публикација веќе се чита на светски рамки и се цитира, што значи дека се гледа што можат фармацевтите во Македонија да направат во грижата на своите пациенти. И јас се надевам дека и од овој смарт ќе бидеме препознаени и овде во нашава земја, ќе бидете препознаени, така останува тоа. Да, секако ние сме препознаени, рековме, и од пациентите и од голем број наши колеги со кои што соработуваме, тоа се и матични специјалисти, заради тоа што фармацевтот не може ништо самостојно да направи никаква промена, меѓутоа може да увиди уочи и тоа да го евидентира. Така, и кога веќе зборуваме за евидентирање. Само извини што ќе те прекинам, имаме гледачна линија, па се префрламе на фармацевското досие кој е исто така многу важно. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до водителката и до фармацевтот. Да, само ќе ве замолам малку погласно, не ве фармацевтите треба да ги имаме и како матични фармацевти.
Така е. Ако имаме матичен лекар, да имаме матичен фармацевт. Така е. Например, јас во една аптека кај што влегувам, кај што взимам лекови, има една фармацевтка, не ја знам никако се вика, жената е толку љубезна, толку ми објаснува се околу лековите, што лекарот не ми го кажува тоа. Така. Нити па го знае да ми го каже. Јас имам проблем со лактоза и со глутен, она ми кажува кои апчиња можам да ги земам, кои не. Така имаме апчиња кои што се со лактоза, така? Така е. Да. И јас не можам да ги земам. Но прашањето ми беше друго. Сабајле пиеме кафе сите обично, нели? Да. Дали има интеракција на некој од суплементите или лековите со кафето? И дали комбинацијата е проблематична за пиење? И уште едно прашање, ако може, дали витаминот С влегува во интеракција со некои други лекови што се пијат за притисок, за шекер или за било што друго? И каква, или за тироида, и каква треба да биде, мислам, растојание, дали треба да има, дали може да се пијат заедно? Или кога да се пие, така. Благодарам многу. Ви благодариме за јавувањето. Да. Одлични интеракции може да се јават и со кафето, бидејќи кофеинот сам по себе значи може да врзе голем број од активните супстанции на лековите и секогаш велиме кога препорачуваме да одредени лекови, поготово кои што се нагласни да се земаат на гладно, значи да се земаат најмалку половина до сат време од внес на храна или напитоци. Поготово да се внимава во внес не само на кафе, туку и на чај, затоа што теинот во чајот исто знае да врзе одредени активни супстанции, посебно на агрумите, цитроните, кои што исто така може да го променат дури метаболизмот на одредени лекови и антибиотици, каде што и во упатството за употреба точно е наведено при внес на овој лек да се избегнува внес на цитрусни производи. Значи, моментот на интеракција е возможна. Еутироксот кој што пациентката го спомна и еден од тие лекови кои што секогаш мора да се земе на гладно, а на гладно значи барем минимум половина до час време пред самиот оброк. Имаме пациенти кога велиме на гладно, ќе го испијат лекот и после тоа веднаш седнуваат да јадат. Тоа е погрешка. Заради тоа време на оддалеченост на терапијата мораме да ја напоменуваме. Витаминот С е антиоксидант, значи делува оксидативно и може би во даден момент, поготово кај лекови кои што немаат заштитни обвивки, кои што може би во истиот момент треба да се ослободат и активираат уште во самиот желудник, може да го исто така промени ефектот на лекот и секогаш велиме дека витаминот С најпаметно и најдобро е да се зема после било кој оброк. Например, после јадење, после доручек, ручек, меѓутоа одвоено терапијата. Заради тоа што сите додатоци во исхрана не секогаш се испитани можните интеракции. И за да ја го намалиме тој момент за кој што и не сме сигурни како ќе реагира витаминот С со лекот кој што го примаме, пожелно е да тој повторно исто како и другите препораки биде одвен барем половина час од внесот на останатата терапија. Така, претпоставувам дека се ова чести прашања во аптека кога ќе дојдат пациентите да си ја земат терапијата и дополнително да прашаат нешто. Имаме повторно гледач на линија, да го слушнеме и него. Добро утро, повелете. Добро утро. Мене ме интересира во врска со овие најновите лекови против диабет тип 2, а и за слабост на процесот, SLTG2, тоа се Даграфорс и Жардија. Добра. Ме интересира дали какво е искуството, бидејќи и од едниот и од другиот ми предизвикува уринарна инфекција. Уринарна инфекција. Добро. Така, доволно е? Да, тоа беше прашањето, така, ви благодариме, еве ќе го слушнете советот. Значи, сепак тоа се нова генерација на лекови кои што имаат помалку несакани ефекти, значи не доведуваат до хипогликемии кои што многу често се случува кај другите лекови, меѓутоа она што вели се случува и се јавува уринарна инфекција. Препораките се кога се внесуваат овој тип на нови лекови за третман на дијабетесот да се внесува и доволно внес на течности во текот на денот, заради тоа што тоа е еден од можностите да почесто се едноставно чистат уринарните патишта и на некој начин да не се доведува до појава на уринарни инфекции.
Ние секогаш велиме она основно правило дека лекот како лек има голем број бенефити, меѓутоа некогаш има и додаден некои несакани ефекти. Меѓутоа, несаканите ефекти се многу помали во однос на бенефитите што се очекуваат од лекот, а кај пациентите со дијабетес особено од голема важност е да се одржува нивото на шеќерот на едно ниво, затоа што колку се опасни хипергликемиите, исто толку се опасни и хипогликемиите за телото. И тука се сите оние оштетување на периферни нервни завршетоци, голем број бубрежни оштетување на очите, така да заради тоа велиме дека пациентите со дијабет многу често страдаат од компликациите заради неконтролираното ниво на шеќер. А овие нови генерации на лекови во основа ги штитат таргет органите, срцето, бубрезите, нервите, и заради тоа велиме дека дел од оние несакани ефекти кои што се јавуваат може да се спречат доколку пациентот се посоветува така да внесува доволно течности во текот на денот и при тоа секако за било каква промена да не ја прави на своја рака, туку да се консултира со својот дијабетолог или евентуално со ендокринологот кој што ќе го води во терапијата заедно со матичниот лекар. Така. Првата гледачка која што се јави, како спомена лекарот, не ми објасни ништо. Да, лекарот ја препишува терапијата, меѓутоа потоа дополнително така има можност со фармацевтот или со матичниот лекар така да се доконсултира, така во она што дополнително можат да го примат. Затоа велиме фармацевтот не ја препишува терапијата, само ја издава и дава дополнителна информација околу начинот на Во секој случај, објаснувањето во делот на терапијата како би делувал лекот и што да се очекува од него во сите оние несакани ефекти и да се охрабри пациентот и доколку се јава дека сме тука како фармацевти, да се посоветуваат со нас, токму лежи во работата на фармацевтот. И затоа велиме, лекарите во основа ќе им објаснат, ќе ги охрабрат пациентите, меѓутоа за да се намалат гуживите, делот на појаснување детално на терапијата од лекот лежи во работата и правилната фармацевска грижа. Кога пациентот ќе дојде во аптека, и верувам дека не е ова единствен случај, ние имаме голем број пациенти кои што се задоволни од фармацевската грижа. И се врзуваат на некој начин, како рече гледачката, како матичен фармацевт на некој начин. Матичен фармацевт функционира во западноевропските земји, токму заради ова правилната грижа кон пациентите. И веќе кога доаѓа само на едно место, фармацевтот има увид на целосната терапија, се прават помалку грешки во делот на неговото лекување. И воведувањето на нов лек е еден од услугите кои што фармацевтите на Запад ги практикуваат во својата работа. Зошто? Затоа што лекарот вели, воведуваме нов лек, например, конкретно би спомнала многу често антидепресивите. Психијаторот ќе го препише антидепресивот и понатаму матичниот лекар го препишува на рецепт и препишува одреден документ во кој што вели понатаму во терапијата ќе ве води вашиот фармацевт. Фармацевтот кога ќе го воведува пациентот во терапијата, првенствено мора да го охрабри, да му каже на сите можни евентуално несакани ефекти што може би да се јават од терапијата, меѓутоа секогаш да закаже дека тука сум за вас, за сите ваши потреби, да се го даде својот мобилен телефон или пак да закаже за 7 дена повторно контрола во аптека, каде што со пациентот повторно ќе искомуницира за сите оние, например, состојби, како се чувствува, како евентуално или пак едноставно дека добро го прифатил лекот, така? Така е. Меѓутоа, голем број пациенти кои ќе почнат во терапијата, кои ќе им се јават првите несакани ефекти, едноставно на своја рака одлучуваат дека нема да го земаат лекот. И за месец дена кога ќе се обратат и ќе се вратат повторно кај психијатарот, они потврдуваат дека ја прекинале својата терапија. И понатаму правиме или лекуваме компликации од ненавремено и неправилно внесување на терапијата кај пациентот. Тука и како можеме да измериме колку фармацевтот кој што пациентот го воведувал во новата терапија со сите оние ревизии за 7, за 14 дена, за месец дена, при тоа комуницира
соматичниот лекар се намалува гужва во ординациите ке матичните лекари, на некој начин пациентот се воведува сигурно во терапијата и во најбитно во ефикасен третман на болест. Така да, добро го контролираме нештото, а не сме дозволиле така да се јават дополнителни компликации понатаму по здравјето, кои што ќе бараат и дополнително лекување или ако ја прекине терапијата, па тоа ќе биде повторно нели на трошок на државата и дополнителното лекување, ако не го постигнеме и на пациентот. Секако, и на пациентот и на државата. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме понатаму со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Го споменавме претходно фармацевското досие, што би значило, зошто и каде е потребата за вакво нешто, бидејќи досегашната комуникација и за реализирање на случаите во пракса меѓу фармацевтите, матичните лекари е во приватна комуникација. Што значи кога нештото ќе биде забележано, документирано и за самите пациенти, и за фармацевтите и матичните лекари? Така. Со првиот смарт симпозиум беше испрезентирано потребата што значи да се поврземе ние како фармацевти со останатите здравствени работници преку мој термин. Значи потребата е огромна заради тоа што досега сите овие комуникации ги остваруваме преку пациентите, значи преку мобилните телефони кои што ги имаат од матичните лекари или преку наши лични контакти. Доколку би го имале фармацевското досие, тоа значи дека се она што фармацевтот ќе увиди во својата работа, дека на пример пациентот не ја зема целосно терапијата, дека пациентот се придржува кон терапијата, ама истата не е ефикасна, дека пациентот дури зема и додатоци во исхрана кои што можеби прават и јавуваат одредени интеракции, дека пациентот се жали за некакви несакани ефекти. Сето тоа би можеле, значи, фармацевтите не со пишување, туку преку одредени кликови да ги внесат во досието на пациентот, а тоа да биде видливо кај матичниот лекар. Значи да алармира на матичниот лекар дека треба да го повика тој пациент, без разлика што терапијата е запишана за наредните 3 месеци, дека пациентот нема контролирано ниво на шеќер, нема контролирано ниво на притисок, а при тоа да постои простор и можност каде што откако ќе направи проценка на терапијата, да фармацевтот даде своји препораки и своји видувања во однос за тоа што, како рековме, ние на некој начин сме и матични фармацевти, затоа што не само постарите, туку и цела фамилија доаѓа кај нас и веќе од прилика можеме да претпоставиме дури кај одредени пациенти дека постои генетска предиспозиција и се сомневаме дека можеби кај тој пациент е пропуштено да се ревидира одредена здравствена состојба. Например, се третира од одредена болест, пациентот се жали на гастрични тегоби, значи можеби имаме потреба да се внесе некој лек кој што не е во доменот на препорака на фармацевтите. Повторно, простор ни е потребен во мој термин каде што сето тоа ќе можеме да го запишеме. И на тој начин верувам дека кога комуникацијата ќе биде меѓу нас како здравствени работници, а не преку пациентите каде што се пишуваме и допишуваме преку ливчиња или преку комуникација која што не секогаш е соодветно пренесена, сме погрешно разбрани и ние како фармацевти и лекарите кон нас како лекари. Заради тоа велиме дека таа комуникација треба да прекине на овој начин и дека треба професионално во времето каде што постојано зборуваме за потреба од дигитализација, да на едно место се сублимираат и собираат сите информации на пациентот. Затоа што верувајте дека пациентот кога се праќа кај интернист, кај кардиолог, многу често знае некоја терапија да се прекине и да се продолжи со друга, пациентот да не е свесен и да си продолжи едната и другата терапија да ја зема во својот третман, па да имаме понатаму третирање на несакани ефекти и грешки кои што настанале во текот на преписот на лековите. Можеме многу да се координираме и на крајот она што велиме дигитализацијата пружа можност да кога пациентот веќе има некоја терапија, а оди кај специјалист, значи пишува специјалистот друга генерика, самото од негово досие да алармира дека овој пациент веќе има во својот третман лек кој што е контраиндициран со истиот, кој што е препишан лек кој што е веќе со истиот состав, дали свесно се препишува повторно дополнување на терапија за да може преку способноста во овој момент каде што вештачката интелигенција се користи на секој ниво,
Значи, дигитализацијата оди многу напред, да едноставно да ја инкорпорираме во секојдневната практика и работа и кај лекарите и кај фармацевтите. Така, слушајќи го ова, навистина се јавува потребата од воведување на вакви новитети, зашто да не ги следиме светските трендови. Да, не можеме тоа сега и веднаш да го направиме, ама барем да се работи од обострано, така, од сите страни, така, да го земат своето активно учество, за да го направиме тоа за доброто на пациентите. Секако и затоа велиме, значи ние можеме само да имплементираме нешто што веќе функционира и добро имплементирано на запад, а многу често се прашуваме дали тоа и да се донесе ќе заживее. Ќе профункционира кај нас. Дали. Имаме многу често и голем број проекти кои што се направени, инвестирани во Мој термин. Мој термин е одличен систем кој што пружа огромни можности што не секогаш и ние како фармацевти, како матични лекари, како специјалисти ги знаеме бенефитите, заради тоа што велиме затоа е потребно нештото да се имплементира, меѓутоа истата таа имплементација понатаму преку работилници заеднички да едноставно се почне да се работи. Заради тоа што ние не очекуваме дека кога досието ќе биде вклучено во Мој термин, дека првенствено ќе настане отпор. Не секој сака нештото, секогаш велат еден куп работи имаме, само уште ова ни треба. А каде се финансиските бенефити и што е она што ќе го добиеме за возврат од целата наша активност и работа која што ја правиме зад рецептурата. А секогаш повикувањата на оние кои што си ја сакаат професијата, велиме, мора да покажеме колку можеме и што можеме да сработиме, а потоа тоа што ќе го сработиме, значи некој да го види и да го евалуира. Така да. На крајот сме, ама подготовките за следниот смарт фармацевт веќе ги имате, предпоставувам, почнато. Така, подготовките нема запирање. Смарт фармацевтот е нешто кое што тече во континуитет и како велиме, научи денес, примени утре, континуирано работи за своето само усовршување, заради тоа што смарт фармацевтот значи континуирана едукација, како и што значат и голем број други едукации кои што се спроведуваат во делот на фармацевската работа. Целиот смарт фармацевт е повторно во март месец, ќе се зборува најверојатно на тема ментално здравје, за кој што сите ние сме како засегнати, така да полека обработуваме една по друга различни индикации и верувам дека понатаму ќе успееме да фармацевската грижа ја доведеме на ниво кое што ја заслужуваме сите ние, првенствено како луѓе, како пациенти, бидејќи ние фармацевтите сме сами по себе пациенти и дефинитивно се бориме за еден здравствен систем, се бориме за вредности кои што треба да ги оставиме за идните генерации кои што доаѓаат. Така, благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата, Билјана. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.